Дали подготвени ќе влеземе во новата туристичка летна сезона? Македонија нема море, но на располагање ги има сите останати природни убавини. Земјава е потисната од политичката криза. Дополнителен притисок може да направи и бегалската рута по која што минуваат мигрантите. Туристичките работници после изгледа оваа година ќе се помачат да ги наполнат своите домашни туристички капацитети. Во пресред на летната сезона веќе пристигна и првата група на гости од Холандија. Со слетувањето на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле, практично се одбележи и стартот на новата туристичка сезона во Македонија. На традиционален начин, девојки облечени во народни носии ги послужија гостите со лепче и солца, а на аеродромот течеше познатата билјана платно белеше. Атмосфера која не секојдневна каде патуваат туристите од Холандија. Дел од нив секоја година редовно го посетуваат Охрид, а дел за прв пат се во македонскиот бисер. Со првиот чартер пристигнаа 180 холанѓани, а според планираното, годинава ќе бидат организирани 150 летови, при што би требало Охрид летово да го посетат околу 25.000 туристи од земјите од Бенелукс. First time, yes. Јас сум по прв пат овде. Очекувам добра природа, добри и љубезни луѓе и добра храна. Yes, for the first time. По прв пат доаѓам во Охрид, очекувам љубезни луѓе и да уживаме во нашиот престој овде. I'm from the Netherlands. Јас сум од Амстердам. Мои пријатели беа овде на одмор, ми кажаа убави работи за Охрид и едва чекав да дојдам. Ќе одиме на параглайдинг и на сафари со магариња. And we hope to have a... Многу е зелено, имате многу убаво езеро и очекувам да имаме добар одмор овде. Ќе одиме на параглайдинг, нуркање и да видиме многу национални паркови. Овие чартер летови веќе 6-та година поред ги превезуваат гостите од Холандија во земјава. Од Охридскиот аеродром се лета и кон Базел, Лондон и Цирих, заедно со новата линија Охрид-Белград, која следниот месец ќе ја воведе Ер Србија. Од ТАВ Македонија велат дека чартер летовите на релација Амстердам-Охрид-Амстердам ќе траат до 7 октомври. На почетокот, Корендон ќе лета 2 пати неделно до Охрид, во вторник и во петок, додека во најголемиот ек од сезоната, во јули и август, компанијата ќе додаде уште еден лет, во истите денови од неделата, со што на оваа релација ќе се обраќа 4 пати неделно. За нас представува задоволство што меѓу патниците гледаме некои кои порано биле во Охрид, ги знаат убавините на Охрид и Македонија, но ги пречекуваме и оние кои се по прв пат и кои сигурно ќе имаат убав престој и ќе ги доживаат истите убавини кои Македонија ги има. Оптимизам кај туристичките работници за годинава дадоа официјалните податоци на Државниот завод за статистика, во кој е наведено дека има раст на бројот на туристи кои доаѓаат од странство. Најголемиот дел од нив се од земјите од регионот, и тоа од Србија, Грција, Бугарија, Албанија. Од западноевропските земји пак први се холанѓаните, следуваат французите, па туристите од Германија, Италија и Велика Британија. Да се формира национална туристичка асоциација, да се стави поголем акцент на формалното, но и неформалното образование во угостителскиот сектор. Потребна е поголема соработка помеѓу бизнисот, локалната, но и централната власт. Ова се предлозите кои што ги достави Министерството за економија, се со цел подигнување на туризмот на едно повисоко ниво. Официјалните податоци покажуваат дека месечно Македонија посетуваат нешто над 35.000 странски туристи. Последните објавени податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека туристите во Македонија најмногу сакаат да бидат сместени во хотели, и тоа со 4 звездички, потоа во мотелите и приватното сместување. Во првите неколку месеци од годинава, главниот град е најпосетуваното место во државата. Следуваат градовите кои што се покрај езерата, а дури потоа и планинските туристички центри. Дел од упатените во овој бизнис велат дека сега ги имаме гостите, но се уште треба да се работи на услугата. Треба да бидеме оптимисти во целокупна оваа ситуација. Очекуваме да има зголемување од некои други пазари, на некои пазари може да има намалување, на некои може да има зголемување, и целиот туристички еснав, ја како што приметив денови, е спремен и нестрпливо ги чека гостите да ги прифати, да ги угости, да направиме се што е во наша моќ да ги угостиме на најдобар можен начин. Дотоците од статистика покажуваат дека гостите од регионот Србија, Бугарија, Црна Гора, Хрватска се меѓу побројните. Имавте вие и пресконференции и напори да носиме повеќе гости од западноевропските земји. Од каде се
доаѓаат гости кои се најбројни од западноевропските земји? Па секако се разбира, најбројни се тие што со директен чартер доаѓаат од Холандија, Белгија, земите на Бенелуксот. Се надеваме оваа година дека ќе дојдат во истиот број како што дојдеа минатата година. Се надеваме дека нема да има намалување како што имаше некои мали најави дека ќе има мали намалување. Исто така, значи, оваа година има поборување, значи, од другите скандинавски земји. Можно и оваа година да почнат да доаѓаат исто така во Македонија. Исто така направивме неколку презентации во неколку азијски држави, како што се Казахстан и Иран, и од таму се надеваме дека ќе има некои доаѓање на туристи оваа година. Значи, се во се ние работиме да најдеме, значи, нови дестинации, нови пазари со кои што да има некои мали намалувања во некои дестинации, со новите пазари да се покријат овие недостатоци. Се со цел да хотелите, значи, и сите други туристички комплекси бидат полни. Сега во поглед на услугата. Треба, значи, ние сме спремни, значи, како еснав, туристички еснав, да ги пречекаме гостите. Сепак хотелите, рестораните, сите малку се засегнати од оваа политичка ситуација и се надевам дека нема тоа да го рефлектираат врз гостите. Значи, сите треба да се концентрирани. Океј, сега тоа што се дешава на политичката арена, тоа нас не интересира. Нас не интересира на најубав можен начин да ги пречекаме гостите, да ги угостиме, да им дадеме, значи, најдобра можна слика за Македонија и они истите гости да до година донесат уште 2-3 нови гости. Како клучни предизвици со кои ќе се соочи туристичкиот сектор за годинава, туристичките работници ги наведуваат домашната политичка криза и глобалниот проблем со бегалците. Дел од аранжманите се веќе откажани, бидејќи земјава беше прогласена и за кризно подрачје. За телевизија Нова, председателот на Сдруженијето на хотелиери изјави дека влијание кај гостите од странство имаат и терористичките напади кои се случија во неколку европски метрополи. Видете сега, секоја една криза, било каде во светот, е криза. Самиот збор криза. Сигурно нема да влијае позитивно на нешто ако е криза. Сигурно зборот тероризам не влијае позитивно на во било кое време од годината, нели, да се деси. Сигурно ќе трае неколку години после тоа за да се избрише едноставно. Ако вие патувате на било која дестинација, прво што ќе погледнете денеска интернетот прави чуда, нели? Ќе видиме одма Македонија што прво ќе излези, нели, бегалската рута, ќе излезат тие неубави снимки, немили убави, за пример за една туристичка дестинација каде што би сакале да одморите малце, вие да видите такви слики, одма ќе ги избегнете. Ова е Европа оваа година, значи сезона 2016 ќе има многу помалку патувања надвор, зборуваме од нивните држави, дали се тоа Холандија, Германија, Белгија и така натаму, ќе имаат помалце гости што излегуваат надвор од своите држави, само заради тој страв од и таа безбедност. Значи тоа не може никој да го врати назад и да каже дека да, од утре се ќе биде безбедно. Тоа ќе земе време за да се исправи, да се искоригира. Кај нас сигурно ќе има влијание дополнително и се останато што ни се дешава во државата, и тоа има влијание. Национална стратегија, подобра едукација, но и желба за работа на идните туристички работници се само дел од потребите кои треба да се остварат во земјава за да се подигне туризмот на едно повисоко ниво. Вели за телевизија Нова Ангел Иванов, кој повеќе од 40 години посветил на туризмот. Така наречениот семеен хотел на секаде во светот функционира безпрекорно. Во Македонија овој вид на сместување е на самиот почеток, вели Иванов. Предноста според него е што во семејните хотели најчесто се ангажирани членовите на фамилијата, а семејната куќа е претворена во хотел. Тоа е прекрасна играчка, бидејќи едно семејство си прави своја мини фабрика, своја мини предпријатие, своја мини фирма, на која може целото семејство да биде вработено. И со тоа е помалку грижа за општеството, за државата, а повеќе добивка за себе, тоа за семејството. Добивките не се големи, многуто се ангажирани
произведуваат, имаат труд и нивниот труд има некаква вредност, бидејќи ноќевањето се наплаќаат. Тоа е основната цел на сите хотели, учително и семејните хотели. Соседна Бугарија е академија за туризам и хотелиерство. Ова го кажувам многу искрено, бидејќи така е. Во едно Банско има 15.000 легла, од кои на половината паѓаат на семејните хотели. Без малку секоја втора куќа е семеен хотел. И секое семејство се грижи за своите гости, за својата куќа и тоа циркулира прекрасно. 15.000 легла, без малку се сите легла во Македонија. Зошто и ние да не сме дел од светот? Зошто и ние да не сме дел од таа олимпијада, од тој надпревар, во кој луѓето учествуваат секојдневно? Треба да се работи, нема друго. Првиот совет кој го наметнувам или го посакувам кај секој туристички работник е познавање на јазици. Еден туристички работник мора да знае неколку јазици, светски јазици. Со еден, тоа е недоволно. Бидејќи знаете, доаѓаат некои луѓе кои го знаат само својот јазик, францускиот или јапонскиот, и станува неугодна ситуација ако не можете да се разберете. Неколку јазици, барем основните поимови, треба да функционираат кај секој оној што се занимава со туризам. Никој не смее да си дозволи да знае само еден јазик и да мисли дека тоа е доволно за како еден автомеханичар, треба да знае и Peugeot да поправи, и Fiat, и друг врст автомобил. И тука е неговата умешност. Што повеќе познавање, значи факултетите треба да наметнат повеќе знаење, но половината од тоа треба да е преку пракса. Летните периоди овде треба да влие ученици, студенти, луѓе кои помагаат или кои сакаат да учат. Со ниедна, верувате, диплома, тие не го покриваат знаењето, освен со присуство на теренот. Пред извесен период на сила стапи и новата категоризација на хотелите. Посебен тим кој ќе биде избран од владата ќе одлучува кој хотел колку звездички заслужува според она што го има во туристичкиот објект. Дополнително, една звездичка ќе чини 100 евра. Според познавачите во Македонија, ретки се, скоро да ги нема, хотели кои исполнуваат критериуми за 5 звездички. Кога станува збор за летување, море или езеро, планина или викенд куќа, покрај река, домашни или странски дестинации, ги запрашавме граѓаните кој е нивниот избор. Мислам дека странски летувања. Зошто? Па имаат повеќе да понудат, меѓутоа сум фан на Охрид, дефинитивно летно време. Лично јас би преферирала странски летувања од аспект на природни убавини и економски исплатливост. Знаеме дека домашните летувалишта за нашиот низок стандард се доста скапи за споредба со некои локалните, пример зимски центар Маврово во споредба со зимски центар Банско или Охридското езеро со Егејското крајбрежје. Домашни и зимски. Па домашни летувања. Зошто? Па не знам. Наша Македонија мислам дека е убава. Странски летувања. Домашни се најубави, ама зависи како кој има пари за летување. А што недостасува кај нашите капацитети? Мислам дека недостасуваме ние самите граѓани, највеќе. Мислам дека имаме се останато. Добра забава, добра храна, добра музика и езера. Подобри услови, има и море се море. Цените се поголеми на езеро од море, а знаеме што значи море, што значи езеро. Што недостасува кај нашите домашни? Па не знам, сите се жалат. Нешто не е во ред, чим се жалат многу луѓе, повеќе од 50%. Па сакат преку ноќ да извадат ќарот. Што може? Зошто домашни? Затоа што се најубави. Подобри нема никаде. Македонија која познава, кој знае кај треба да појде. Се снимија и две кампањи, една со позитивна, една со негативна содржина. Со првата, со сигурност ќе кажеме дека за Македонија дознаа од Аргентина па се до Јапонија. Со втората пак, се надеваме дека до негде и ни ги отворија очите. Пак нас капа струја пуштил. Какво ова капење секој ден? Вие таму странство не сте многу чисти што се капете вака, а?
Во текот на ланската година Македонија од страна на туризмот заработила околу 150 милиони евра. Учеството на туризмот во бруто домашниот производ лани изнесувал 2,4%, а според познавачите до 2020 година се очекува туризмот да учествува со 5% во бруто домашниот производ, што се однесува до ноќевањата. Во текот на ланската година во Македонија ноќевале околу 2,4 милиони туристи. 1,4 милиони туристи биле домашни туристи, а останатите 1 милион биле резервирани од страна на странски гости.